Рекординг. Супер, имам. Значи, тоа што го направивме, ова сега малку, иако е на овој начин преку интернет, ама е убаво да знаете, правиме и повторување на некои работи. Па, например, тие што веќе имаат јажница, може да си пробаат тоа што пробавме. Подскокнување со ритам 1-1, подскокнување со ритам 1-2, подскокнување вртејќи наназад, подскокнување вртејќи нанапред, така. Па после пробавме, после направивме расчекор на токму ножно, расчекор на токму ножно. Овие ги имате како линкови, мислам дадени. Ете го промена на ритамот. Значи, додека зборувам, тие што имаат јаженце може да се загреваат. Ме слушаат најверојатно. Исто така може да пробате, го дадов и тој линк за најбрзо и најбавно, ова не го објаснив. Но го пуштив како линкови. Значи, вртиш најбрзо, пробај 2 пати да го скокнеш. Ајде видам, давам шанса, пробајте. Вртиш најбрзо јаженцето и 2 пати да го скокнеш. Јас си скокав. Сум сниман, си скокам секој ден. Вие другите што имате слики, ајде не ве гледам, а вие што имате видео, барем гледам дека не скокате. Проблем е. Така? Добре, ајде, нека биде дека е проблем. Им дадов шанса на тие што можат, супер, си работат. Гледаме колегата. Ова се вика воајеризам, сега сите гледаме, тој скока. Може некој друг скока, не знам. Не скока. Овие се на мјут ставени, исклучени се и може би некоја баба или деда стиска на компјутер колку да се тука. Ај уште еднаш, еве го, покажувам. Значи, колку што можеш најбрзо, па ако можеш да го протнеш јазенчето и 2 пати. Оп, малку се свиткуваат колениците, но веќе тоа е до умешноста, значи дека не е научено добро движењето. Има исто така една финта каде што јаженцето треба да е тенко, да не е толку лесно, за може да добие брзина, за да може да го залетате. Ај сега да пробаме оваа варијанта, втора. Тоа беше најбрзо, ова сега нека биде најлесно. Не сеќам дали ова го пуштив. Најспоро, пардон. Најспоро, не ми оди ни на мене. Хоп, најспоро што можеш. Во координација ќе ги спомнеме, може да пробате. Значи најспоро што можеш тие што пробуваат. Ќе се врти видеото. Споро да ги виткаме коленците? Сега тоа сакам да кажам, не можеш да ги свитка за да го направиш движењето да биде точно. Мислам онака флуентно, да има динамика некоја, но не мора многу. За да има некоја динамика, инаку ќе биде дека го чекаш јаженцето да се врти. Чисто за визуелно, уметнички дојам, што би кажале во гимнастика. Но и не мора. Поентата е да пробате што поспоро да го завртите. Ова е веќе во доменот на моторички навики. Значи, јас сум ја научил, пробајте си, иако ме слушате, зборувам за другите. Јас сум го научил движењето, знам да скокам, можам да го изведам во било која насока движењето, ама сега го модифицирам и веќе доаѓа ново движење. Супер. Океј, гледам тие што пробуваат. Значи, уште поспоро да може да оди. Веќе доаѓа некое ново движење, каде што околностите, како што ги кажавме минатиот пат, посебно по онаа constraints теоријата од Dynamic Patterns, околностите задаваат нешто друго. Значи, сега треба да се прилагодам јас на новото движење. Претходно било со некоја нормална брзина, па го забрзавме, па сега го успоруваме. Тоа се варијации кои што се користат за подобрување на способноста координација.
ќе го учиме, ама затоа не треба јаженцево за да имаме некој пластичен пример кој што пробува некој од вас тие што ќе пробаат, за да кога ќе зборуваме за координација ќе кажеме ви текнува за јаженцето кога зборувавме, тамо се случи тоа и тоа. Ајде уште еднаш ќе опуштам ово и после ќе ви пуштам нешто друго што може да пробате. Ќе објаснам накратко како се изведува. Ова веќе го знаеме. Значи многу брзо и многу споро. И многу споро ако може. Супер. Значи тие работи можете ги пробате. Предножи одножи не сум сигурен дали го дадов, мислам дека го дадов, но ај сега, ова е интересно. Број 5. Гледај, за сите, немој да работиш. Што прави Батево? Ајде уште еднаш. Може? Спремно? Пуштам. Чекај, ајде, чекај, не пробувај, гледај. Тоа е патот за учење на нови движења. Сем некој ако го знае движењето, тогаш нека проба. Ако не го знаете, патот на учење е кој? Треба да се направи енграмската врска во глава. Значи треба да направам визуализација. Таа енграмската ќе дојде понатаму, него треба да направам визуализација, да знам, да имам список што треба да направам. Значи, чекај, јажето се врти овде, ќе овој ги вкрстува рацете, поминува јажето, ама како? Ако одиш на пробата, исто како да влезеш во авион и да кажеш, чекај, сакам да пробам да летам. Нема шанса. Мора да го знаеш патот за да го изодиш. Ајде од почеток гледај. Хоп, 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 вкрстува. Че да видиме на оваа страна, да. Како би изгледало тоа? Хоп, ова е на назад. Тоа не го правиме сега. Ајде уште еднаш. Дали е јасно кога поминуваат рацете во вкрстување? Ајде уште еднаш пуштам. Кажете слободно. Одмор после кој ќе прескокнеме јажето? Јажето се прескокнува кога ќе дојде над главата, тогаш треба да се вкрстат рацете. Но гледайте да не ги вкрстувате тука, затоа што не може да поминете, туку треба да ги вкрстите тука. Значи многу пошироко. Ај чисто еве, уште еднаш и пробајте после. Може, пробај. Добро дека колешката не гледам име кој е. Супер ке колега да може ги подигне малку рацете повисоко. И сега може да приметите тие што работите, може би не, ама ние што гледаме, дека има, вие го гледате сега скринот со сите од нас или не? Што гледате сега кај мене? Видеото и од страна вас. Видеото, добро. Цел список. Јас ви гледам сите, добро. Може да приметите дека кога ќе дојде ново движење, веќе почнува да се нарушува она што е научено. Па, некои од тие што проба ги виткаат колениците, значи се враќаат на всушност употребуваат многу поголема мускулатура отколку што треба. Зошто? Затоа што баш тоа што зборувавме минатиот пат, централниот нервен систем пробува да реши ситуацијата со праќање на многу голем број на информации. Значи протекуваат, ама нас не ни требаат сите информации. Затоа што сите информации почнуваат да ги контрахираат сите мускулни групи или повеќето од нив и они прават проблем. И сега чекај за да помине јаженцето, полесно ми ќе ги свиткам колената или ќе направам некое движење друго. Но поентата е, уште еднаш ќе го покажам дека разликата помеѓу вртењето со нормално вртење, значи без вкрстување и споредено со ова со вкрстење, со вкрстување, уште еднаш ќе пуштам во што е разликата. Единствено во нешто е разликата.
Има некој идеја во што е разликата? Ајде, помош. Разликата треба да е само во вкрстувањето, во ништо друго. Инаку, сите други елементи биомеханички разгледувано, значи што има? Има подскокнување, има одраз, има ваква контракција на мускулна група во коленски зглоб или во раце и слично, или онаква, се друго исто, само останува движењето кое што треба да направи вкрстување на рацете. Ова се чисто практични примери како би се анализирало некое движење кое задавате се учи. Ова истото е во скијање, истото е во гимнастика и го користиме овој момент, иако е час за флексибилност, го користиме моментот да повториме малку за јаженцето, ке користиме и понатаму. Значи за дома задача, тие што успеа да направат сега, нека проложат, тие што не успеа, пробајте си, еве ги видеова, занимавајте се, научете ги работиве. Значи, едното е вкрстување нанапред, ритамот е 1-1, се е исто, само рацете одат нели настрана, а втората опција е вртење наназад. Океј, што има разлика помеѓу вртење нанапред и вртење наназад со вкрстување? Тоа беше едното, ова е вртење наназад. Во што е разликата? Во рацете. Само во вртењето на јаженцето, ништо друго. Само јаженцето се врти. Добро, ова е за домашна задача, ќе го аплодувам и овој линк. Само да видиме ова за што се работи. Аха, добро, тоа е истиот. Да, може и на овој начин да се види. Значи, која е разликата на вртењето на јаженцето? Чекај уште еднаш. Ова е сега вртење наназад со вкрстување. А сега ќе биде вртење нанапред со вкрстување. Значи, вака како гледате, човекот само ја споменал својата положба, инаку јаженцето се врти во иста насока, што всушност е обратно, ние се вртиме, јаженцето го вртиме во обратна насока од нас. Можда можем да ви дадам уште некоја задача. Да, едно нека биде вкрстено и не вкрстено. Да, и така ќе направиме. Со вкрстување напред и назад, а втората нека биде за дома, ќе ја пробате, ќе ви ги аплодувам овие линкови. Скијачко подскокнување. Ајде уште еднаш. Хоп, хоп, на страна, скијачко подскокнување. Гледате ги видеата, па видите што прави Батева. Дали стапнува со двете нозе одеднаш, дали прво надворешното стопало стапнува, па после натрешното и слично. Моја една мала препорака, кога ќе го работите ова, ако не ви оди од прва, убаво е да пробате пример од прва. Знаете, имате јасна цел, јасна идеја што треба да направите, коцките во глава се склопени, аха, треба да направам престапување. Так, супер. И го пробувам со јаженце. Не оди еднаш, не оди втор пат, пази да не се повредиш. Вчера имав едно предавање на Ракометна федерација, баш што им објаснував на тренерите, дека кога се дава функционален тренинг, треба и малку да се внимава да не се повредат. Арно, ама огромен број на движења треба да се вклучат за да може спортистот да има фонд на умења, фонд на навики, за да сите нови движења што ќе дојдат да не направат проблем. Но, пример, и во вакви едноставни движења, ако не можете да го фатите на почеток, или ако немате големо искуство, може да настане и некоја повреда. Сега, не сакам да ве плашам, ама секој тренер треба да го знае тој, секој што се занимава со ова област. Поентата е дека, ако не ви оди со вртење на јаженце, тогаш пробај без вртење на јаженце да го направиш движењето, ама со стопало. Тап-тап, 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 тап-тап. Кога ќе го фатиш тоа, пробај да замислиш како да скокаш и да замислиш дека го вртиш јаженцето. Тоа се тие чекори или предвежби за да може да направите, за да може да натерате некого да се научи ова која, не така каква позадина има, изгледа имаш добар процесор, мене не ми дава.
на мојот компјутер. Пробав да ставам од Бахами, ама не успеа позадина. Добро, ќе ме подсетите, значи треба, ако заборавам во линкот, треба да ви пратам уште 2 видеа. Супер. Сега, овој другиот дел за кој што сакам да зборуваме се однесува на флексибилност. И флексибилноста представува способност да се изведе што поголема амплитуда во зглобовите. Па, например, го покажав тестот длабок претходно, го имаме, сте виделе што значи, не знам, јога, сте виделе вежби јога или асани, така ги нарекуваат, кои што имаат некој друго значење, ама кај нас се употребуваат и во светот се употребуваат многу во спортот, инаку има малку повеќе духовна димензија целото тоа движење. Не е само кога да направиш движење во јогата, туку има позадина движењето, што се случува, што се отвара, дали се чакри, дали се, не навлегувам во тој момент. Ке имате интересни предавања од професор Ванчо Попетровски тамо. Но за нас е интересно дека со флексибилноста представува способност која што треба да прикаже колкава амплитуда може да се направи во зглобовите кои што се подвижни. Имате неподвижни зглобови, има и подвижни зглобови. Например, дали ја можам да истегнам раката до тука и толку е флексибилноста, или аголот на флексибилност, или можам да истегнам уште малку раката, се покажувам на видео, па може да се види. Или можам уште повеќе во хиперекстензија да отидам. Значи, тоа во однос на тоа се однесува што значи да има некој добра флексибилност во зглоб, не е овој зглоб само, туку се сите други зглобови подвижни, дали е раменскиот појас, дали се глутеалната регија, дали се абдукторската регија, листови и така натаму. Се тоа се однесува на можноста да покажеш голема амплитуда, а нас вежбите што ни интересираат, затоа што ќе правиме некои вежби на час ќе покажем, се однесуваат на тоа како се подобрува флексибилност. И во овој практичниот дел да, овде има насоки, ама ќе го пуштиме од тука, имам спремно едно видео со приказ на вежби кои што треба да бидат, значи да бидат чисто да разбереме кој е принципот на вежбите за истегнување. Се надам се гледа. Ова малку ме зезна. И сега ова. Основно зборуваме за 4 различни видови на вежби за флексибилност. Но можеби да ги поделиме во 2 групи. Каде што првата група зависи од тоа дали тој што го истегнуваме или тој што се истегнува употребува своја мускулатура или не. Ако употребува своја мускулатура за истегнување, тогаш вежбата е активна. Ако не употребува своја мускулатура за истегнување, тогаш вежбата е пасивна. Ќе стане јасно понатаму. Вториот дел е може да употребува своја мускулатура, значи вежбите да бидат активни, ама ако има придвижување или зибови, значи цимање, има 1, 2, 3, 4 истегнувам, тогаш вежбата е динамичка. Ама ако нема истегнување или има само задржување и бројам секунди, тогаш вежбата е статичка. Значи, многу едноставно, не мора да се учи во книга, инаку треба да ја прочитате лекцијата. Некој игра тамо Тетрис, мислам, клика на нешто. Уште еднаш ќе кажам, значи постојат активни вежби за истегнување и пасивни вежби. Активните вежби може да бидат динамички и статички, пасивните вежби може да бидат динамички и статички. Што тоа значи? Ќе видиме на следните примери, каде што пробав да ги одвојам вежбите, чисто за, значи ова се вежби, не дека се сите вежби ставени, можете да најдете многу вежби во зависност од тоа која мускулатура сакате да истегнувате. Но ова се вежби чисто за приказ, за да ја разбереме логиката на каков вид на вежби постојат. А понатаму останува на вас. Па, например, вели активна динамичка. Ајде да повториме. Што значеше активна? Треба да има употреба на своја мускулатура или не? 1. Треба. Треба.
Да. Динамичка значи дека има цимање дека ќе има. Веќе ни е јасно, имам уште 10 минути од ова, ќе се уклучиме повторно после. Веќе ни е јасно на што се однесува и како би требало да изгледа. Па тоа е, дали човеков истегнува, да, вежба за истегнување за глутеалната регија е и вежбата е на некој начин активна, затоа што сам работи, употребува своја мускулатура, сега го влече земјината тежа надолу, но сепак овој делот што е предниот дел од абдоменот, посебно ректус феморис и слично, они учествуваат сега во флексија, значи во предклон за надолу, затоа што човеков, ќе видите, пробува да цима надолу, значи цима надолу, хоп, хоп, не дозволува само земјината тежа да го истегне, туку со употреба на своја мускулатура која што од предната страна на трупот ја истегнува задната мускулатурата од задната страна на трупот. И затоа се нарекува активна. Ама бидејќи има и придвижување, тогаш е динамичка. И тука генерално кога се задаваат вакви вежби се брои 1, 2, 1, 2 и така натаму. Ќе видите на теоретски час колку број на повторувања треба да се направат за да се добие флексибилност во зглоб, пример и во колк со динамички вежби, и што значи тоа временски колку е, и колку е со статички вежби. Значи, тоа е тоа, 1, 2 и така натаму. Но сега, следната вежба треба да е активна, ама статичка, точно. Значи, он е повторно активен. Значи, повторно со мускулите на рацете прави истегнување на глутеалната регија и сите мускули од задната страна што може да се вклучат на нозете, но во овој случај задржува. И тука бројам секунди. Океј? Јасни сме? Мислам дека сме јасни. Ако има прашање, кажете. Ако нема, продолжувам. Океј, продолжувам. Сега, значи, ако само ја пуштам земјината тежа да ме влече, дали е пасивна или активна? Прашање. Ако не употребувам своја мускулатура. Пасивно. Пасивно. Па сега вака и ја конкретно за ова може да се дебатира. Пасивна е, може би, затоа што не употребуваш мускулатура, ама по друга страна не е тотално олабавено телото. За пасивни вежби ги сметаме оние каде што тотално има олабавување како на масажа да сте и некој друг ве истегнува. Со тоа што овде има контракција, бидејќи мора да стоиме, значи така одржуваме баланс, се спротивуваме земјината тежа, па има некоја контракција која што ние не ја знаеме, ова е таа сензорна корекција што се јавува минатиот час што спомнав. Но во секој случај она е статичка бидејќи има задржување, нема помрднување како што може да видите, покажувам и со раце, но дури и вака кога ќе се пуштам има некоја активност. Па сега тука е малку трики што да земеме, дали е пасивна или активна, ама не навлегуваме многу во тоа. Поентата е во следниве примери и во претходниот да видите што значи кога е активна, динамичка и така натаму. Тоа беше за една мускулатура, да, ова може да е варијанта и после ќе ја пробаме оваа варијанта, посебно од која ќе изгледаме се, ми треба за статичките вежби. Значи тоа беше активна и динамичка. Ова е активна и статичка. Повторно со своја мускулатура пробувам да истегнам глутеална регија. Тамам. Сега ова е пасивна, затоа што долу испитаникот, клиентот, спортистот, ученикот кој да е не работи, арно ама има цимање. 1, 2, 3, 4, 100, 150 во зглоб на колк може би ви треба за да добиете флексибилност. Тотално друго е доколку работите на овој начин да е пасивна, но статичка вежбата. Значи, повторно е пасивна, не употреба мускулатура, сега тука може би се држи малку со рацете, ама може тотално да се олабави. Значи, да нема никаква потреба, што помалку минимизирање на мускулни контракции, затоа што во тоа минимизирање има некој бенефит при истегнувањето. Тогаш е олабавена е мускулатурата, централниот нервен систем не праќа многу информации и може да се постигне поголема амплитуда при ваквите статички вежби. Океј? Супер. Ова е активна, но динамичка. Следната е активна, но статичка. Значи има задржување. Следната е
пасивна, не работи, но динамичка, колку ќе повлекувате и што ќе се стегнува е вежба за кој дел од тело, за која мускулатура? 1. За која мускулатура е? Ајде, уште еднаш. Тоа беше, значи, динамичка, ова е пасивна, ама статичка. Значи, може и на овој начин, се ќе покажам, може и доколку се, нели, притиснено. Пример, кога се работи ова, не можете само да тегнете, треба да има негде потпора. За тоа е правилно изведување на вежбите, во тоа не навлегува, да се не е битно да ја фатиме логиката тука. Ова се вежби за пекторална мускулатура, значи за градите. Генерално, вежбите кога се задаваат и кога се истегнува, тогаш треба да ја пратите насоката на мускулите. Што значи, ако е во ова пекторалната мускулатура е малку диагонално поставена, што значи дека рацете треба да отидат малку повисоко, ама ќе го видите тоа ке статичките. Ова е активна динамичка. И таа се објаснува преку броење. 1, 2, 3, повторување, броење на повторување. Следната ќе биде активна, ама статичка. Значи, може да видите каде се поставува, за да може да настане истегнување точно на тој мускул кој што сакаме. Треба да е малку диагонално, таква е поставеноста и сепак е активна затоа што со своја мускулатура истегнувам друга мускулатура. Ајде, прашање. Како вид на вежба е ова? За истегнување. Може да е загревање, ама ние работиме. Ми кидна одговорот. Ова е работено сега за истегнување. Значи, активна, но динамичка. Чекај да видиме следнава што ќе кажем. Например, се работи оваа мускулатура и овој вид на истегнување. И како што може да видите што се случува, малку не ни е снимена добро, ногата која што не се истегнува заради тоа што има толкава флексибилност или анатомски може да се истегнува, почнува долната нога да се подкрива. Тоа може да го видите. Дали има истегнување во оваа варијанта? Ефикасно истегнување? Нема. Треба да има нешто што би се пример. Ова е едно примерче за оваа вежба како правилно се изведува. Значи, правам потпора со коленото за да можам да направам истегнување. И како вид на вежба е ова? Пасивна. Добра. Статичка, пасивна. Статичка е пасивна или динамичка е пасивна? Динамично пасивна. Динамичка Движи. Пасивна, ама динамичка, да. Затоа што има движење. Има движење. А како вид на вежба ќе биде ова? Ако има само задржување? Пасивна. статичка. Пасивна, статичка. Супер. Мислам дека за кратко ќе ни се исклучи ова, ќе се вклучите повторно. Не знаеме што се случува. Како вид на вежба е ова? Истегнува нешто слично, една нога. Ајде уште еднаш. Во задржување. Нема цимање. Статичка. Пасивна, статичка. Активна статичка. Според логиката дека стојам, тогаш е активна. Ја не пробувам да влечам со раце. Арно, ама во право сме. Активна е заради стоењето, а пасивна е затоа што ако повлечам со раце, можам да отидам уште малку подоле, што ќе го пробаме на следното вклучување. Супер. Има објаснување дека се вежбите само за приказ, а не дека постојат многу други вежби, па еве ги имате примерче тука и во книгиве мислам дека се среќава, што се може да се истегнува, кои се вежби може да се прават, па што значи, мислам дека го гледате ова, така? Па што значи кај црвенава стрелка, конкретно еве на последнава слика од десно, што значи црвената стрелка, дека таа мускулатура се употребува, ама се истегнува целата сина боја на мускулатура, значи предната регија, раменски појас, сами можете да истегнувате
може со друг да се вклучи, да